Добар ден, драги ученици! Ви посакувам топло добре дојде во новата учебна година. Ви посакувам добро здравје и успех во совладување на нови знаења. Јас сум Надежда Јордановска, наставник по техничко образование од Основното училиште Александар Македонски аеродром Скопје. Денес ја започнуваме првата тема за оваа учебна година – графичко комуницирање, а насловот на наставната содржина е техничко цртање, прибор и материјал за техничко цртање. Најпрво да се потсетиме од минатата година, учевте за видови технички линии, каде се применуваат и кои професии се занимаваат со цртање технички цртеж. Еве мало потсетување за видовите технички линии. Значи, учевте за полна дебела линија, полна тенка линија, црта, точка, црта, испрекината линија и линија нацртана со слободна рака. Потсетување. Полната линија служи за цртање на надворешни рабови, видливи рабови. Полна тенка линија служи за како помошна линија, значи тоа се котни линии, помошни котни линии. Црта, точка, црта е линија која што ја користиме ако сакаме да нацртаме оска или некоја симетрала. Испрекинатата линија цртаме кога сакаме да прикажеме рабови од телото што го цртаме кои што не се видливи. Исто така, на крај е дадена линијата која што ја цртаме со слободна рака, која што во техничкото цртање се користи кога сакаме да одредиме до каде ќе биде пресекот на цртаж. Овие технички линии се применуваат во техничкиот цртеж, а малку подоцна ќе се потсетиме, ќе објасниме во кои професии се користи техничкиот цртеж, односно кои професии се занимаваат со цртање на технички цртеж. Најпрво ќе објасниме што е тоа графичко комуницирање, како што е насловот на оваа прва тема. Треба да ни биде јасно дека луѓето, освен со говор и со пишан збор, комуницираат и преку цртеж. Значи, наедноставно, графичко комуницирање е разменување мисли и идеи на луѓето преку примање и испраќање пораки прикажани со технички цртеж. На овој прв слајд имаме прикажан еден технички цртеж на кој што е покажана должината, висината, ширината на вагонот од некој воз или можеби е тоа метро или е некој трамвај, небитно. Но тоа се најдолгите димензии на овој вагон. На десната страна можете да видите како се изработува еден технички цртеж. Одиме поната. Сега на овој слајд ќе објасниме кои се нешта се поврзани со техничкиот цртеж. Најпрво ќе започнеме од значи потребата да се направи технички цртеж. За да направиме еден технички цртеж, претходно треба да имаме идеја, односно да знаеме што ќе прикажеме на техничкиот цртеж. Понатаму, за да го прикажеме техничкиот цртеж, значи се црта на бел лист хартија, потребен ни е молив, доколку сгрешиме, потребна ни е гума. Триаголниците служат за цртање на паралелни линии. Тоа се два триаголници или доколку немаме два триаголници, можеме да искористиме линијар и еден триаголник. За цртање на кругови го користиме шестер. Значи, сините правоаголничиња, како што јас ги нарекувам облачиња, ни го обележуваат приборот со кој што можеме да го изведеме техничкиот цртеж. Жолтите правоаголничиња ни покажуваат зашто служи техничкиот цртеж. Значи, служи за комуникација, за разменување на идеи и техничкиот цртеж е всушност универзален јазик кој што го разбираат сите луѓе во светот без оглед на кој јазик зборуваат во нивната земја. Продолжуваме понатаму. Значи, сините, односно виолетовите правоаголничиња ни кажуваат во кои професии се користи техничкиот цртеж, односно кои професии го користат, го изработуваат техничкиот цртеж. Тоа се архитектурата, градежништвото и машинството, дадени сега во овој пример. За нив малку подоцна ќе објасниме и ќе видиме како изгледаат техничките цртежи кои што се изработуваат во тие гранки. Еве, на овој слајд имаме дадено
како изгледа технички цртеж во архитектурата. Архитектурата се занимава со планирање, со дизајнирање на објекти, на фасади, изглед на објекти и внатрешно уредување, односно распоредување на просторот на еден објект. Еве еден цртеж кој што прикажува како изгледа распоредот на просториите на еден кат од некоја зграда. Таа зграда може да биде училиште, може да биде амбуланта, дали е тоа некој хотел или некој трговски центар, не е битно. На цртежот под него е прикажан, и прикажан технички цртеж од архитектура на кој што се гледа како изгледа страната од објектот. Значи се црта цртеж за изгледот од сите 4 страни на објект. Овде имаме приказ за некоја кула или можеби е кампанарија. На цртежот под него повторно еден детал од изработен цртеж, а најпрво овде, на првата сликичка, можеме да видиме како архитектот го црта и како архитектот ја пренесува идејата која што ја има за да изработи технички цртеж. Значи еве голем бел лист хартија, тука е и приборот за цртање, тука е триаголникот, тука се сите други потребни делови од прибор. На следниот слајд еве имаме можност да видиме како изгледа еден технички цртеж во градежништво. Зошто сакам ова да го објаснам? За да знаеме зошто е толку важно да го учиме техничкото цртање, да знаеме да изработиме технички цртеж, за да знаеме зошто и каде се применува. Додека архитектурата се занимава со дизајнирање, креирање на изгледот на објектите, на распоредот на просториите, градежништвото се занимава со видање на објектот, со изградба. Затоа и се вика градежништво. Значи, во градежништвото инженерот треба да направи пресметка за објектот кој што го дизајнирал архитектот, колку бетон е потребно, колку железо, какви дебели шипки, колкави столбови, на кое растојание и така натака. Градежништвото се занимава со изградба на објекти, на згради, на мостови, на железници, на патишта. Еве два цртежи овде, можете да видите како изгледа еден цртеж во градежништвото, односно еве и овој тука доле, некоја поразлична изведба на некој мост, повторно неизбежниот прибор за изработка на технички цртеж. Одиме понатаму. Ни останува уште да објасниме, да видиме како изгледа технички цртеж во машинството. Гледаме дека овде малку поинаку изгледа овој цртеж, но што сакам да кажам? Машинството, зошто е потребен техничкиот цртеж во машинството? Машинството се занимава со изработка, со создавање на машини. Овде имаме прикажан еден автомобил или можеби комбе, кое што е составено од многу делови. Дали е тоа автомобил, дали е тоа било која една машина која што функционира и има одредена намена, секој и најмал дел што е состав од таа машина треба претходно да се изработи во фабрика. Но за да се изработи секој еден дел, претходно е потребно да се направи технички цртеж, значи да се дадат димензии, да се објасни како е тоа, како треба да се изработи. Значи, дали е машинство, дали е архитектура, дали е градежништво, техничкиот цртеж се создава, се изработува со истиот прибор за техничко цртање. Еве сега ќе видиме, значи, истиот тој прибор што го користат инженерите, го користиме и ние на часовите по техничко образование за изработка на еден технички цртеж. Почнуваме со моливите, како дел од приборот за технички цртеж, потоа следи шестерот за цртање кругови. Доколку сгрешиме, потребна ни е гумата да ги коригираме грешките, потребни ни се два триаголника за да можеме да цртаме паралелни линии. Доколку немаме два триаголника, може да искористиме еден триаголник и еден линиер. Значи, доколку го имаме овој прибор потребен за цртање, треба да знаеме и како тој да го користиме. Значи, треба правилно да го употребуваме и да ги применуваме техниките за цртање. Сега објаснуваме малку повеќе детали за секој еден дел од приборот за техничко цртање. Почнуваме со моливите. Моливите се делат на неколку групи, а поделбата е според тврдината на графитната мина. Овој дел овде се вика графитна мина, тоа е делот од моливот што остава трага. Првата група на моливи се ги
викаме тврди моливи, се означуваат со ознак Х, може да биде од 2Х до 9Х, карактеристиката нивна е што имаат тврда графитна мина и оставаат светла трага при пишување. Следната група моливи се одликуваат со тоа што имаат мека графитна мина, оставаат темна трага, нивната ознака е Б, а може да бидат од 2Б до 7Б. Бројот пред буквата означува колку е мек, односно тврд моливот. Колку е поголем бројот, толку е поголема тврдината, односно мекоста на моливот. Ни останува да објасниме уште за третата група моливи, тоа се средно тврди моливи со ознака ХБ, кои што верувам дека ги имате секој од вас, бидејќи тие имаат најголема примена. Погледнете во вашиот прибор од моливи какви ознаки имаат вашите моливи, но секако прашајте ги и другарчињата каква ознака имаат нивните моливи. Одиме сега со неколку корисни совети за правилна употреба на моливот при цртање на технички цртеж. Моливот треба секогаш да биде наострен, за да биде линијата јасна и убаво нацртана. Светлината треба да паѓа од левата страна, за да можеме да гледаме што работиме, да гледаме што цртаме. Линиите треба да имаат секогаш иста дебелина. А пак, за најдобро изработен технички цртеж, битно е како ќе го држиме моливот. Значи, кој агол ќе го има моливот со линијата која што ја цртаме. За најдобро изведен технички цртеж се препорачува аголот да изнесува 60 степени. На сликата десно под Б е прикажана положба на моливот, значи правилна положба на моливот при цртање со линија. Гледате како врвот на моливот точно цврсто се потпира врз крајот на линија. Додека пак под В имаме ситуација кога моливот не се држи правилно, значи врвот на моливот не допира до линијарот и во текот на цртањето, бидејќи не допира, како го држиме моливот, како ја повлекуваме линијата, значи многу лесно може да дојде до измрдување и линијата која што очекуваме да биде права, ќе биде искривена. Еве овде на оваа слика имате 3 моливи од типот Х, ХБ и Б. Гледате дека пред буквата Б и пред буквата Х има бројки кои што означуваат колку е мек моливот. Следен дел од приборот, кој што овде ќе го обработиме, се триаголниците. Триаголниците се применуваат за повлекување хоризонтални, вертикални и коси линии. Триаголниците во нашиот прибор за цртање можат да бидат изработени од дрво или од прозирна пластична маса. На сликата гледаме два триаголници, од кои што овој првиот триаголник е рамнокраг триаголник, тој има секако еден прав агол, има два краци кои што се со иста должина и острите агли кои што се во основата на тој триаголник изнесуваат 45 степени. Вториот триаголник од нашиот прибор за техничко цртање е разностран правоаголен триаголник, да се потсетиме зошто е разностран, бидејќи сите три страни се со различна должина, правоаголен е бидејќи има еден прав агол и секако е важно да знаеме колку изнесуваат острите агли кај овој триаголник, тоа се 60 степени и другиот агол изнесува 30 степени. Сега нешто повеќе ќе објасниме како се користат триаголниците, односно како треба да научите да цртате паралелни правилни линии. Кога повлекуваш паралелни линии, секако треба да користиш два триаголника. Со левата рака држи го триаголникот што мирува, а со десната триаголникот што се движи. На овие слики ќе ви објаснам што ова точно значи. Овде е прикажано цртање на хоризонтални линии. Рековме за цртање паралелни линии секако ни треба да имаме два триаголници. Значи левиот триаголник е тој триаголник што треба да го држиме цврсто откако ќе го наместиме на точната положба на точниот правец. Десниот триаголник е овој триаголник кој што се движи и со помош на тоа движење, значи цртаме паралелни линии. Еве овде дадени се два чекори во
цртање на овие паралелни линии. На левата слика имаме веќе нацртана една паралелна линија, а на оваа слика десно еве веќе се нацртани 3 или 4 паралелни линии. Што е битно? Во текот на цртањето не смееме овој триаголник да го мрдаме, бидејќи со тоа ќе ни се изместат паралелните линии. Што е друго важно на сликата овде? Значи, кога го поместуваме овој триаголник надолу, за да ги цртаме паралелните линии, треба, кога ќе повлечеме, да задржиме со прстот од левата рака, за да можеме да ја повлечеме линијата право. Одиме понатаму на следните слики и имаме објаснето како се цртаат паралелни вертикални линии. Како што забележувате, овде истата техника ја применуваме, но сега едниот триаголник го држиме долу, хоризонтално, за да може другиот триаголник да го движиме. Овој триаголник се лизга по овој претходниот, по долниот, и со помош на тоа лизгање ги цртаме паралелните линии. Еве, повторно овде веќе се нацртани неколку паралелни линии, но секако мора да задржите кога ја цртате линијата со прстот од левата рака. На долните слики е објасната истата техника на цртање, но тоа се сега во случајот коси линии. Важно нешто при цртање на паралелни линии е тоа што, значи, не смеете кога цртате, значи не смеете овој триаголник со кој што цртате да го повлекувате преку нацртаната линија. Значи, ја цртате линијата и го повлекувате на оваа страна за да ја нацртате другата линија. Бидејќи ако цртате наопаку преку нацртаните линии, дел од графитот ќе остане на линијарот, тој ќе се затемни, ќе биде и ќе ви го размачка цртежот. Пред да почнете да цртате, треба триаголниците секогаш да ги исчистите. И после завршување на секое цртање треба да ги исчистиме за да може цртежот да биде педантен и чист и кога ќе почнеме да го цртаме следниот цртеж да немаме таков проблем. Одиме понатаму. За да можете оваа техника што ја објаснив малку да ја извежбате и да ја совладате, ви давам задача да се обидете да нацртате по 5 линии паралелни. И тоа 5 хоризонтални, 5 вертикални и 5 коси линии во двете насоки по 5. Сакам да ве охрабрам. Оваа постапка некој од вас ја правите прв пат. Немојте да се обесхрабрите. Обидете се, треба да се вежба за да може да се совлада. Секое наредно цртање, секој нареден обид ќе ви даде секако подобар резултат. Продолжуваме со гумите како дел од приборот за техничко цртање. Знаеме сите дека гумите служат за бришење на погрешно нацртани линии. Во зависност од тоа дали се линиите нацртани со молив или пак со туш или пенкало, имаме два вида гуми. Значи, за да избришеме нацртана линија од молив, не треба гума која што брише молив, додека пак туш и пенкало бришеме со гума која што е направена специјално за тоа. Може гумите да бидат вакви, значи за бришење на молив. Еве овде исто имате ознака дека се брише само молив, оваа гума нема ознака, не знам точно за какви линии, а овде имаме комбинирана гума, значи еве црвениот крај, црвениот дел, црвената половина служи за бришење на линии направени со молив, додека пак сината половина служи за бришење на линии нацртани со туш или пак со пенкал. За да ги објасниме сите делови од приборот за техничко цртање, ни останаа уште шестарите. Шестерот знаеме дека е направа која што служи за цртање на кругови или делови од кругови или како што поинаку можеме да ги кажеме кружни лакови. Во техничко цртање со шестерот може да цртате мали, големи и средни кругови и затоа бидејќи тоа значи овој шестер може да црта секакви кругови, може да е за универзална употреба, го добил името универзален шестер. За цртање пак на многу мали кругови се користи нулти шестер. На долните слики прикажан е еден комплет од шестари. Овдека имате, може да видите како изгледа тој комплет. Еве го шестерот, универзалниот шестер,
Ова е шестар на кој што двата краја се со игличка и со боцка, затоа нема да зборуваме. Еве го, нултиот шестар, овдека е еден додаток кој што се става на шестарот за да може да се црта големи кругови. Имате овде прикажани и значи кутивче со мини за да може да цртате со шестарот. На втората слика овде е прикажан, извадени се деловите од комплетот за да може појасно да се видат. Значи ова е нашиот шестар, ова е тој со две буцки што нема да го дискутираме. Еве го нултиот шестар, еве го продолжетокот за цртање големи кругови, еве кутивче со мини и овдека е некој помошен прибор за кој што сега нема да зборува. На третата слика е прикажан како е монтиран овој додаток, значи јас го додадов овој дел и веќе можете да видите како шестарот има многу долги краци веќе и ни помага, значи може да цртаме со него големи кругови. Околу техниката за работа со шестар, значи треба да се обидете да нацртате неколку кругови. Најважно од се е тоа како го држите шестар. Значи, никако шестарот не се држи со рацете за краците. Значи, не се става рака овде и овде па да се црта круг, туку мора да го држите горе за овој дел. Треба да ја поставите игличката да биде нормална на површината, значи под прав агол и полека без многу притискање треба да завртите еден круг со мината, значи со моливчето што е на едниот дел од шестарот и да се обидете да нацртате неколку кругови. Обидете се нацртајте 5 кругови со различна големина и повторно ќе кажам. Цртањето на технички цртеж бара трпение и бара повеќе вежбање, вложување на труд. Но немојте да се обесхрабрувате. Секако вложениот труд дава резултати. И доколку повежбате, доколку се потрудите да повторувате се повеќе и повеќе обиди додека не го добиете посакуваниот цртеж. Сега следи заклучокот, значи за крај сакам накратко да повториме што научивме денес. Денес научивме што е графичко комуницирање, значи размена на идеи помеѓу луѓето, примање и испраќање на пораки со помош на технички цртеж. Научивме дека техничкиот цртеж служи за комуникација помеѓу техничките лица, техничкиот цртеж е универзален јазик за целиот свет, техничкиот цртеж се користи во повеќе професии, дадовме пример за архитектура, за градежништво, за машинство. Научивме, значи, кои се делови од овој прибор за изработка на технички цртеж, значи без оглед дали сме инженер, дали сме ученик кој што првпат се сретнува со овој прибор, кој што првпат учи како се изработува технички цртеж, значи истиот прибор се користи за изработка на технички цртеж. Исто така треба да знаеме дека за да го имаме овој прибор за подолго време, за да можеме правилно да го изработиме техничкиот цртеж, треба да го одржуваме приборот чист и спремен за следната употреба. Како за крај, сакам да ви дадам една домашна задача. Треба да направите цртеж по своја идеја, значи ваша замисла, но правилото за изработка на цртеж мора да го почитувате. Треба да користите само паралелни линии и кругови. Значи, дали тоа ќе биде некоја куќичка, дали ќе биде дрво, дали ќе бидат некои цветови, дали ќе биде некоја шара по ваша идеја. Вие сте креатор на овој цртеж кој што сакам да ви послужи да ја реализирате вашата идеја на еден технички цртеж, да ги повежбате техниките за цртање и да бидете еден креатор, еден реализатор на технички цртеж. Откако ќе го изработите техничкиот цртеж, испратете го на вашиот наставник или наставничка, за да види колку успешно сте ја совладале содржината на оваа наставна лекција. Ви благодарам за вниманието, се надевам доволно објаснив. На вас останува да се потрудите сето ова да го пробате вие, да нацртате и се надевам дека ќе го совладате се тоа што е кажано во оваа лекција. Ви благодарам и се гледаме во некоја друга среда.
До гледање.